Последни денови од кампањата и уште на самиот влез во градот, видливо е дека се ближи денот на одлука. На главната улица што води кон плоштадот во Кичево, надвиснати лебдат ликовите на кандидатите за градоначалник со нивните пораки. А за кичевци ништо ново, бидејќи истите имиња се најдоа на гласачкото ливче и пред 4 години. Александар Јовановски од ВМРО ДПМН и Фатмир Дехари од ДУИ, односно Националната алијанса за интеграција. Од тогаш до сега проблемите си останаа, велат дел од граѓаните со кои разговаравме. Од клучните проблеми не само кај мостот депонијата, неразвиена инфраструктура и меѓусебно неслагање, што е голем хендикеп за македонскиот народ. Треба промена. 12 години ни исти луѓе, многу тешко се учат на корупција, на... Не ме интересираме за изборич. Јас живеем Швајцарија, не живеем Кичево. А кај живеете, надвор од Македонија? Надвор се јас, со странство. Ке гласате? Ако е потребно. Ако чувствувате вие потреба? Не знам, не можу да речем, не сте никој редовен тука. Велат дека доаѓаат иселениците само за гласање. Вие? Не се запознат. Не, јас дојден на одмор. Кичевчани, поштен човек му е потребен. Не е битно дали ќе биде македонец или албанец, битно е да биде квалитетен, добар началник кој ќе брине за градот, за граѓаните на Кичево. Тоа е битно, па сега кој ќе биде не е битно. Ви благодарам. Ако ме прашате мене од национална, ја би како да е турчин. Што турчин национално, а и не е битно кој ќе биде. Но локалните проблеми на жителите како да паднаа во втор план. Трката за Кичево доби етнички предзнак, откако Билал Касами од Влен првично најави поддршка за Фатмир Дехари од НАИ по етничка линија, на што премиерот и председател од ВМРО ДПМН возврати дека секоја акција има и реакција. Тензијата меѓу коалициските партнери во меѓувреме се смири, а во Кичево фактите се следни. Јовановски во првиот круг од изборите освои убедливо најмногу гласови, 11.682. Со околу 6.000 гласа помалку зад него се најде Фатмир Дехари од НАИ со 5.586. Кандидатот на Влен, Фатмир Лимани, доби 4.164, а независниот Шкодран Алили заврши со 4.006 гласа. Па клучното прашање е, каде ќе се прелеат гласовите од кандидатите кои отпаднаа од изборната трка? Одговор се обидовме да добиеме од сите четворица кандидати. Прво, од оние што не влегоа во вториот круг, Лимани и Алили, со прашање дали ќе ги повикаат своите гласачи да поддржат еден од двајцата финалисти. Штабот на Шкодран Алили во центарот на Кичево веќе беше затворен, па се обидовме да го добиеме телефонски и преку адвокатската канцеларија каде работи. Одговор не добивме. Но во јавните објави на Facebook тој порача дека борбата не била против никого, туку за промена, за идеја и обединетост. Идејата беше поддржана од граѓаните и доказ за тоа се 8.000 гласа против 5.600 гласа за НАИ. За жал, гласовите за промена се поделија. Кандидатот на НАИ ја доби можноста да помине. Го контактиравме и министерот за социјална политика Фатмир Лимани, кој беше кандидат на Влен. Тој порача дека не е во земјава, па не упати одговорот да го бараме во неговото обраќање пред членовите на изборниот штаб. А во тоа обраќање, Лимани кажа дека не може да го поддржи Дехари. Të bëj thirrje për të votuar pro atij, gjithnjë duke patur parasysh të gjithë ato ngjarje të cilat kohëve të fundit janë shfaqur nëpërmes të video incizimeve dhe audio incizimeve të ndryshme. Unë do bëj thirrje të votohet më i miri, duke besuar se këtë herë qytetarët në tërsinë e vet do dinë të votojnë duke peshuar gjithçka. Por sërish e potencoj duke peshuar gjithçka. Што очекува од вториот круг на изборите се обидовме да го прашаме и актуелниот градоначалник на Кичево Фатмир Дехари. Тој не одговори на нашите пораки ниту на телефонските повици. Не го најдовме ниту во општината во работно време, откаде ни рекоа дека во моментот не е таму поради обврски.
Иако брзо воспоставивме комуникација, не одеше лесно договарањето и со кандидатот на ВМРО ДПМН Александар Јовановски. Па го искористивме неговото присуство на партиски настан заедно со премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Што очекувате за Кичево, господина Мицкоски? Па победа се знае. Победа, зарем друго може да очекувам. Со гласовите од сите, иако немате поддршка официјално од Влен, не повика да се гласа за... Да почекаме. Да почекаме. И Јовановски е уверен во победа на изборите. Оценува дека партиските калкулации и коалиции не се пресудни за гласачите, туку со животот и заедничките вредности. Јас, иако сум кандидат на ВМРО ДПМН, се потрудив, ги посетив сите политички партии, бидејќи низ мојава долгогодишна кариера како матичен доктор многу ме познаваат, луѓето знаат на кој начин функционирам. Ги посетив сите политички партии буквално, секаде бе пречекан како свој, од сите добив поддршка буквално, ги посетив исто така исламската верска заедница, ги посетив партиите на турците, ги посетив партиите на ромите, секаде бе убаво примен, имав голема комуникација со дел од албанските политички партии, неофицијална, и таму веќе гледам огромно расположение за поддршка на мојата кандидатура. Очекувате ли поддршка и од гласачите на Влен? Апсолутно, апсолутно дека очекувам. Иако тие директно не повикаа да се гласува. Апсолутно, без разлика. Тоа е веројатно некаква нивна политичка агента во рамки на државно ниво, меѓутоа тука во Кичево ние како сограѓани реално живееме заедно, се почитуваме, се сакаме, така да повеќе очекувам поддршка од една како граѓански аспект, отколку како Влен, да кажем, или не знам си која друга политичка партија од албанскиот блок. Ако се погледнат гласовите за советничките листи, точно е дека Јовановски добил повеќе гласови отколку што доби листата на неговата партија ВМРО ДПМН. Тие освоија 8500 гласови. Националната алијанса за интеграција имаше 5761 глас, Влен 4101, независните предводени од Кујтим Касами освоија 2866 гласа, СДСМ 1691, Левица 789, Знам 437, Демократската партија на турците 416, Коалицијата Искуство за успех 354 гласа, ВМРО 111 и суверенистите 23 гласа. Но ако се соберат бројките од условно кажано македонските партии, тој речиси се совпаѓа со бројот на гласови што ги освои Јовановски. Сепак, кандидатот на ВМРО ДПМН смета дека сликата е повеќе слојна. Тука се гласовите, да кажеме, на СДСМ, на Левица, на Знам, на Социјалистичка партија, на турските партии, на ромските, на дел од албанците. Значи, тука веќе реално се согледува поддршката, бидејќи тие сите си имаа своји листи, си ги гласаа листите, но за кандидат за градоначалник се одлучија да ме поддржат мене. На локалните избори 2021 година, кога изгубивте од Дехари, рековте дека ви е жал што немате авиони и автобуси за да ги донесете, да речам, на некој начин гласачите од диаспората, поради кој велите дека изгубивте. Што очекувате сега? Ќе се повтори ли истата приказна? Јас многу сакам да ни доаѓаат иселениците, бидејќи реално градот живнува. Тие тука оставаат средства, градат, ствараат, значи нашиот град буквално добива на финансиски инекција од нив, и не само финансиската инекција, туку што и самиот град живнува. Се раздвижуваме, се дружиме, живееме. Така да секогаш ми се добре дојдени и сакам да доаѓаат, меѓутоа не би сакал да бидат злоупотребувани во политички цели. Јас не можам да разберам како би отишол сега јас во, да кажам, во Базел, да гласам таму за градоначалник, кога не ми се познати условите. Да кажеме, нашиве деца во моментов, без разлика на националност, го дишат тој отровен воздух од депонијата, а нашите сограѓани доаѓаат реално една недела или две и после тоа си заминуваат, така да мислам дека не е логично да ни одберат градоначалник. Па било кој да е тој, дали би бил Александар, Фатмир, Башки, Јонус, како и да е, не е ни важно веќе. Но сепак очигледно е важно за Кичево и се уште не се надминати во целост етничките прашања, ако, да речам, се уште се фокусираме на тоа дали ќе се гласа за македонец или за албанец. Да, за жал, јас како личен пример, животен, да речеме, јас сум женец со Албанка од Кичево и
сум покажал една успешна приказна, не на соживот, туку на живот. Ние имаме 3 дечиња и функционираме безпрекорно, така да се обидувам таа слика да ја пресликам и на сите националности во градов, да конечно да се ослободиме од тие национални или верски стеги, да продолжиме еден нормален граѓански живот и секој да си функционира онака како што мисли дека за него е најдобро. А пораките за соживот и обединување, за честија и на партиските митинзи, наспроти отровните стрели кои си ги разменија коалицијските партнери изминатата недела, во деновиве пред избори од ВМРО, ДПМН и Ивлен велат дека си подале рака, или дека можеби не биле добро разбрани. А како ги разбрале кичевци и што ќе биде пресудно при изборот на градоначалник за нив, ќе дознаеме в недела.